Večno keja saka, postaja svoja, Skopje kaže mi. Фон Баумгартнер Вилјем Фјодоровиќ бил назначен за главен архитект при Министерството на армијата и морнарицата на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Секако неговата најзначајна творба на територијата на Македонија е стариот офицерски дом во Скопје, изграден во периодот од 1925 до 1929, кој што се одликувал со електрични руски декоративизам, но бил разурнат од скопскиот земјотрес од 1963, кој до земјотресот од 1963 беше еден од најзнаменитите објекти на главниот плоштад. Овој објект представува академски пример на своето време. Почитувањето на основните поставки на академизмот кај овој објект се согледуваат во однос на поставеноста на локацијата, при што условите наменети од неговата местоположба на кејот на реката Вардар придонело и за основата организација по една оска, отварајќи простор за развивање на страничните фасади кон реката и кејот. Цврстата концепција на блокот што го затвара објектот, како една академска одлика се надградува во хоризонтални појаси, градејќи урамнотежена композиција со прецизен избор на елементи и стилски форми. Симетрично концепираната предна фасада ја усложнува страничната фасада со високи столбови ориентирана кон кејот. Фасадната обработка до првиот хоризонтален разделен венец е спроведена со нагласена рустика, што визуелно го поставува објектот на цврста база, во која напуштањето на концептот на нагласена профилација и богата орнаментација е направено во корист на подвлекување на чувството за носив базис на кој почиваат богато расчленетите етажи. Ефектот на богата и пластично обработена фасада го создаваат столбовите прилепени до фасадното платно, кои се протегаат во две висини на објектот како реплика од страничната фасада во полињата кои ги затвараат лаковите подразделениот венец со изведени кружни медаљони во касно-ренесансен манир. Фасадата е збогатена со додавање на биформи и триформи прозорци во полукружни ниши, кои потсетуваат на касно-византиските традиции. Заради своите архитектонско-стилски одлики, овој објект спаѓа во групата на успешни примери на југословенскиот меѓувоен историзам. Реставрацијата на објектот започнала во 2013-та, како дел од проектот Скопје 2014-та, а според досега изграденото истата ќе биде малку поголема од оригиналот. Овој проект бил нарачан од страна на Министерството за војска и морнарица заради концентрацијата на општествениот живот на војната елита на Скопје и околината. Večno